Во продолжение ја најавувам следната наша тема во утринска на Телма и повторно најавуваме нешто добро, нешто интересно и нешто импресивно, верувам за сите вас кои што сакате да уживате во убава музика, да се релаксирате, но и секогаш претпоставувам за оние кои што исто така се дели од оваа публика во Националната опера и балет, уживаат токму во овие импресивни моменти, а ние најавуваме нешто што ќе се случува овој петок на 26 април во фоајето на Националната опера и балет во 20 часот љубовни дуети. Ќе биде тоа нешто интересно, богат репертоар, односно нешто за кое што еве во продолжение во детали ќе слушнете од моите денешни гостинки. Ги поздравувам Марија Нумовска-Бакревски, потоа Надежда Рубен и Билјана Камчевска-Блажевска, така? Божиновска. Божиновска. Билјана Камчева-Божиновска, се извинам. Добро утро, добар ден, добро ден дојдовте во нашето студио. Добро утро и ви благодариме за поканата. Мене ми е мило што имаме можност во утринска на Телма да ги најавиме овие љубовни дуети, првенствено заради тоа што верувам дека публиката и ги очекува, но ова е еден, да речеме, концерт кој што се случува четврти пат поред на различни теми, како што ете ми спомнав пред да започнеме вака во живо или во етер. Ќе им кажеме за тоа на нашите гледачи или оние кои што тогаш биле во публиката веројатно знаат различни теми. Овој пат тема е љубовта. Има репертоар 11 изведби, што е она кое што беше клучно за самиот ваков репертоар или избор на истиот и кој е всушност репертоарот, се разбира, ќе може тоа да се го погледнете на страната на Националната опера и балет. Така. Идејата беше моја. Одлично. Искрено. Едноставно ми дојде идеја, бидејќи ние сме сите колешки во Националната опера и балет, во хорот на МОБ, но настапуваме и солистички, секој индивидуално вложува во себе. Едноставно си ја обожаваме професијата. Дојдов до идеја чисто како за себе, но сакав да ги вклучам сите мои колеги кои што сакаат да настапуваат, кои што можат тоа да го направат и би дале се од себе. И едноставно разговарав со нив, сите прифатија, разговарав со нашиот уметнички директор и него исто му се допадна идејата и тоа многу брзо се организираше, се склучи договор да се реализира. Секогаш значи има простор за одлични иницијативи и идеи и добро е што е тоа така. Верувам во интерес и на публиката која сака да присуствува на вакви убави настани. Вие сте подготвени да и вашето знаење, вашето искуство, но и желбата нели ја пренесете на публиката. Бидејќи се работи за љубовни дуети, тука ќе позборуваме токму за онаа емоција која што најмногу нели води во животот, љубовната емоција. Ако зборуваме за муките на изведбата или она кое што солистите го пренесуваат, го даваат на сцената, го даваат на публиката, па е одеден ваш аспект кој што би бил оригинален или се разбира од ваше искуство. Како тоа вие го пренесувате и не само она кое што го очекуваме сега во петок, туку и генерално. Љубовни дуети, да. Љубовта е многу често двигател во операта и една од најважните емоции. Затоа за програмата одбравме да речеме еден широк избор на репертоар, разни љубовни дуети од разни опери, од кои некои се на репертоарот на Националната опера, некои биле на репертоарот на Националната опера, но направивме еден интересен избор со оглед на гласовите со кои располагаме и луѓето со кои располагаме и ќе се представиме со дуети и терцети од Трубадур, тоа е премиерата која следи на мајски. Ја најавуваме премиерата. Имаме дует, еден женски дует од Хофманови приказни, значи имаме еден машки дует, значи истражуваме разни видови на љубов во концертот, не само љубов помеѓу маж и жена. Така да мислам дека ќе биде интересно за публиката да види со што располага хорот на Националната опера и балет. Значи ние сме сите хористи, вработени како хористи, но сите осетивме потреба дека можеме да настапиме и да со повеќе отколку што ни е дадено. Учествуваме во сите представи што се на репертоарот и нас ни е чест и многу се радуваме што дирекцијата ни даде можност да настапиме на токму ваков концерт. Каква е разликата кога се настапува нели во самиот хор при оние нели представи кои што се и опери кои што се на репертоарот и кога се настапува на еден ваков концерт, кога се во прашање дуети или кога би требало да се изразите себе си како солисти?
Хорската уметност, односно хорот како дел од операта, е една посебна магија. Јас можам да кажам дека ние сме еден прекрасен колектив и еве поздрав до сите наши колеги и до нашите маестри. Во хорот на Националната опера и балет има една свежина во последниве 5-6 години, па и едно нови 20 хористи, млади гласови, свежина. Наидовме на поддршката од нашите повозрастни колеги, не примија многу топло. Јас лично еве за себе сакам да кажам дека уживам да сум дел од хорот на Националната опера и балет. Ние подготвувавме, сме дел од репертоарот од скоро сите опери, хорскиот ансамбл е вклучен. Концертната магија е нешто сосема друго, каде што може да се види и нашата индивидуалност, каде што во хорот тој не е дозволено заради тоа што тука е тимската работа. Тимска работа, да. Но хорот секако не подготвува за нашите солистички ангажмани. Кога некој ќе се изврзира во хорот и нема да има трема, тогаш и солистичките ангажмани полесно доаѓаат. Да, и тоа е нешто кое што веројатно и е дополнување на тоа кое што го работите, го правите, пред се го сакате, но и како еден или посебен, да речеме, белег во вашата кариера. Гледаме во моментов инсерти, Марија, кои што вие нели ни ги пративте од една ваша лична архива, се разбира, и верувам дека од оние претходни или минати концерти за кои што ние зборувавме. Рековте различни тематики, рековме и ова е дека е четврта поред и конкретно се однесува за љубовните дуети. Но изминатите 3 се различни теми. Како се одбираат темите или како доаѓа инспирацијата за тоа каква тема ќе има самиот концерт? Па минатите, значи концертите дојдоа после, да речеме, после короната се појави идеја дека нас не ни е доволна само работата во хорот. И седнавме на разговор, пријатели, колешки, што да пееме, како да пееме и одбравме, рековме, ајде, првиот концерт беше кој што има на репертоар, дај да се покажеме. Првиот концерт беше повеќе како дај да видиме со што располагаме. На минатите концерти имаше и дуети од мюзикли, имаше и арии. Да видиме што можеме да направиме. Беше одлично што имавме поддршка. Од еден концерт станаа 2 концерта, од 2 станаа 3 концерта и мислам дека сега понатаму ова ќе стане и традиционален концерт. Дека ќе барем 2 пати во годината ќе можеме да се покажеме како солисти. Одлично, ние ќе споменеме тука дека нели исто и тоа е важна информација, дека влезот е слободен, да. За сите кои што ќе сакаат и ова е една одлична можност, нели не секогаш можеби секој има прилика, доколку има и билети, но случајов можноста е голема за публиката да отиде и да го доживее тоа во петок на 26 како што споминавме, а оно кое што исто сметам дека може би интересно во контекст на нашиот денешен разговор да го кажеме е самите проби или нешто што е исто дел од вашето секојдневие или секојдневна работа и не само што е секојдневно, туку е и неопходно. Вие како професионалци сте навикнати на тоа, се разбира, но пробите се клучни. Ако зборуваме за нешто што можеби непредвидливо може да се случи и што би било тоа, или кога се во прашање ваквите нели настапување како солисти, па и во дует, постои ли некаков простор за импровизација при некоја непредвидлива работа или се треба да биде под контрола, ако нели воопшто е можно и е во наши, конкретно во ваши раце? Апсолутно, значи ние овој концерт го припремаме веќе месец дена. Проби имаме, да не речем, ако не секој ден, секој втор ден, бидејќи имаме, значи ова не се арии, се дуети, секој партнер треба да биде слободен на самата проба. Што би можело да се случи? Промена. Не дај Боже, настинка. Кој што ќе влијае на гласот, така. Значи, само тоа. Но ние сме навикнати со тоа да не се откажуваме. Да се справиме, да. Така да нашите секојдневни проби, подготовки, вежбање индивидуално ни помага и преку тоа да поминеме. Така да ние едва чекаме да имаме некој настап и да се покажеме во најдобро светло, така да ни тоа не би не спречило. Така. Да, мораме да кажеме дека имаме поддршка од нашиот клавирист Елена Силјановска, таа несебично одвојува време за да работи со нас, не само како клавирист, туку и како еден
вокален тренер да ни помогне да ги разбереме дуетите, бидејќи таа работи и со солистите, ни помага на тој начин да ги сработиме дуетите, да ги разбереме, да ги оформиме, да се разбереме меѓу себе, едноставно ни дава една огромна поддршка во овие проекти. Само таа ни работи со нас во моментот. Да. Значи тука е многу важна и потребна тимската соработка, нели? Да. Помошта и поддршката која што и со колегите и со оние кои што нели останати учествуваат, имаат важен дел во ваквите концерти за да сето тоа биде успешно и има навистина добар резултат, а за резултатот говори како што видите она која е и во насока на традиционално одржување, но и посетиноста или интересот од самата публика. Уште нешто би ве прашала, а тоа е за оние помлади генерации кои што ги споминавте, па и за идните генерации или постава која што ќе биде дел од Националната опера и балет и оние млади кои што сега се и учат од повозрасните. Колку тие се отворени за прашања, а вие сте отворени за одговори, поточно за искуство кое што и преку зборови може да се размени, се разбира подоцна со годините низ пракса. Па може од сите три. Нашата национална куќа работи на тоа да ние ја привлекуваме и најмладата публика. Еве во изминатиот период ние бевме и дел заедно со Надежда во детските представи, операта на шумските животни, тоа е представа која иде кај нас на репертоар. Да, во режија на Десанка Глигориевиќ, наша колешка. Значи, не се сеќавам која беше јубилејна имавме, ако не се лажам, скоро 100 представи дадовме. Скоро 100 представи во период од неколку години. Да. Што е голема бројка. Да, значи едуцираме нашата публика со организација на такви представи. Ние сме многу талентирана нација и последниве неколку години, еве јас можам да кажам, одговорно тврдам дека имаме многу добри студенти кои што и ги очекуваме да станат дел од нашата национална опера и балет. Поддршката од нас секако дека ќе ја имаат, како што имаме и ние од нашите повозрасни колеги. Мислам дека во моментов, извини Билјана, нашиот оперски хор е хор со најмлади членови на Балканот. Дека се сменија генерациите, така имаме многу малку возрастни колеги што се пред пензија. Се бројат на прсти. Да, генерално се млади под 45 години. И тоа е одличен податок кој што говори дека сето тоа има и инако зборуваме нели за настапите и за искуството кое што ден на ден се Го создава. спојуваме искуството од нашите повозрасни колеги, кои што имаме колеги на 3-4 децении. Ете нашата младост, ние еве јас сум дел веќе 5 години од Националната опера и балет, колешките повеќе од 15-тина. Навистина е задоволство да се работи во Националната опера и балет на нашиот репертоар. Еве сега се подготвуваме и за отворањето на мајските оперски вечери. Нашата премиера е на 9 мај, ќе имаме реприза на 11 мај со операта Трубадур. Ја повикуваме публиката и љубителите на оперската уметност заедно да и се насладуваме на музиката и да ја славиме музиката. Да, и нешто што верувам сите го очекуваат, мајските оперски вечери, веднаш по великденските празници да може да се ужива и во годинишниот репертоар. Верувам дека и за тоа ќе имаме некоја гостување. Ние живееме за тие даски што живот значат. Еве ќе споделам дека хорот на Националната опера и балет и во време на ковид кризата ние активно дававме концерти. Тоа мора да го потенцираме за тоа што пеевме со маски. Тоа знаеме предизвик. Да се зборува со маска е тешко, а камоли да се пее, целиот тој ризик во тим, колку и човек да се изолира, нели, просторно. Целата таа наша љубов се снима и концерти и тогаш и ги дававме онлайн. Љубов кон музиката и ние живееме за неа. Да, и тоа е всушност доказ ризикот кој што се прави во тие моменти, кој што е ризик и поздравија нешто што е најважно. Доколку завршивме за овој дел во однос на љубовните дуети, може да најавиме освен мајските оперски вечери кои што ги споменавте, ако има нешто следно кое што би го кажале, да кажеме други учесниците на концертот кои се кај нас обавезно. Значи на пијано напрати нашиот корепетитор Елена Силјановска. Потоа настапуваат Мила Николовска, Билјана Баевска, Катерина Весковска, да. Виктор Битовски, Нико Ѓоргиевски, Никола Чедомировски, да. Васко Здравков.
Бобан Речиновски. Бобан Речиновски, да. Катерина Весковска, Виктор Битовски. Да. Да, еве јас бидејќи јас го имам тука вака црно на бело репертоарот и нели имињата и презимињата на колегите, односно на оние кои што се разбира настапуваат или дуетите, за сите оние кои што се заинтересирани, се разбира во детали, може да го погледнат тоа на страната на НОБ, она кое што е важно и кое што требаше да го знаат нашите гледачи, оние кои ќе бидат во петок во фоајето на Националната опера и балет. Го кажавме, влезете слободен, во 20 часот ги покануваме сите заинтересирани да уживаат во љубовните дуети, а ви благодарам за времето и покрај оние веројатно и редовни настапи, проби кои што ги имате на вашиот терен, во НОБ, сепак успеавте да дојдете и да го споделиме ова со нашата публика. Ви посакувам успех, успешен концерт и се гледаме во следна прилика со нови информации и она кое што ќе биде добро да го најавиме за нашата публика. Ви благодариме за поканата и уште еднаш еве апел и од нас. Програмата ќе биде многу интересна за сите вкусови, за сите генерации. Навистина се трудиме да ја доближиме оперската уметност, оперската музика, 20 часот во петок. Само треба да понесат насмевки. Така е. Тоа е нешто кое што е важно и да се опуштат и да уживаат. Така, одлично. Верувам дека и понатаму ваквите идеи ќе најдат и на поддршка и се разбира ќе доживеат реализација како и овој.